Да, назад сме во студиото. Гостин мој во овие 120 минути Александар Пандов. Господине Пандов, благодарам што одвоивте дел од вашето време. Благодарам го за што ме покани. Да започнеме со она што најмногу се плашевме, дека ова политичка криза на 11 декември нема да заврши со изборите. Како поминуваат деновите, се испоставува дека испадна точна таа прогноза. Дали си изненаден и ќе има ли крај на ова? Дали сум изненаден? Не сум изненаден, знаејќи кој беше друг учесник во изборниот процес, а тоа е Зоран Заев, човек кој што по неколку пати во текот на денот сме навикнати да ги менува своите ставови, своите искази. Она што јас на неколку пати ја имав прилика да учествувам на поголем број на пати на телевизија и на медиуми, го упатував и го кажував како прашање до господинот Зоран Заев, а тоа е дали ќе го признае изборниот резултат. Тој човек, за жал, на цела македонска јавност, иако сите го гледаме, сите го знаеме изборниот резултат, само Зоран Заев се уште не го знае и не го признава. И, за жал, е за очекување дека нема ни да го признае. Тука да ги раздвоиме Гоце работине. Значи, едно се изборите, друго е составување на влада. Околу составување на влада, предпоставувам, ќе дојдеме, тука он повторно има равноправно... Да, со изборите, ние не сме завршени со изборите. Равноправно право да, како и Груевски, да се обиде, тој да биде човекот кој што ќе состави парламентарно мнозинство. Но, изборните резултати се тие и тој ќе беше чесен, ќе беше достоинствено, ако ги скратеше маките на македонските граѓани. Сега ние имаме, еве полна недела е веќе помината, јас да те подсетам, уште првата вечер што се случи. Во секоја нормална, нели, демократска земја, имавме ние најфер до сега избори. Заврши е во 19 часот. Ајде не во 21, ајде не во 22, 23, 24. Јас тука во вашето студио седев до 2 часот по полнок. Државната изборна комисија не се одважи нити Сабајлето да излезе да ги каже мандатите. Чекавме последен момент, 19 часов, кој што им бил законски период дека можат да го пролонгираат, 24 часа ние чекавме да ги чуеме зборните резултати. Па подоцна сите можни рокови повторно беа пробивани. За најобично прашање, с цела среќа, прв пат гледавме седница на Државна изборна комисија. Мислам дека некој тело кое што нигдека во ниедна држава никој не го гледа, затоа што тие само треба да го официализираат изборниот резултат. Кај нас главни звезди беа, како се вика таму некој Игор Милев ли, не знам, Прекопуца, сите ги научивме. И на самиот ден вечерта дури славеа едната и другата партија, немаше никакви забелешки. Тоа е фолклор. Гоце, тоа е кај нас фолклор. Значи тоа е па најмалку изненадување, мислам дека на секој еден од нас, да на немал број на избори и многу поубедливо губел СДСМ, славеле. Кој им е таа навика на пораз да слават? Само тие се знаат, но тоа го прават и тоа е како кај нас некој фолклор, пак ќе повторам, предпоставам и на... Да. Преговори и на БЕС и на СДСМ беа за втората и шестата изборна единица. Јасно беше дека таму мандатите на ВМРО најмногу висат, најмала разликата во однос на БЕС и на СДСМ. Токму поради тоа беа таргетирани тие две изборни единици, не поради нешто што спектакуларно имало таму, особено некоја нерегуларност. Како ја оценуваш работата на Државната изборна комисија во овој аспект и целото тоа случување? Види, Гоце, мислам дека на секој еден во Република Македонија, после оваа 2,5 годишна политичка криза, од срце, од душа очекуваше дека вечерта на 11 декември ќе завршат изборите и дека ние сега веќе ќе се разговара, еве, вака јас покане да бидам, околу составот на идната влада, каков ќе биде, кои ќе бидат коалициите, дека нема ние се уште да разговараме за изборни резултати. Проблемот е дотолку поголем што ние сме мала држава и ние ги следиме, ги знаеме нештата, имаме своји избирачки места, знаеме дали изборите биле фер и коректни или не биле фер и коректни. Повторно ќе ти кажам, таа Државна изборна комисија и тие членови таму, ако ги тргнеме на страна, тие што се партиски членови, Гоце. Значи, јас не можам да очекувам дека Бонева и Срцев ќе гласаат нешто против ВМРО да помене и коалицијата. Како што нити очекував дека ќе гласаат кога се во прашање СДСМ, не се Игор Милев едниот Виолета Дума. Виолета Дума, така.
Тие нормално е и да прават се да ги бранат ставовите на СДСМ. Но искрено, јас очекував дека тие што се независни, барем така нас ни беа као експерти. Иако и јас, и ти, и тие, и Заев, и секој еден во Република Македонија знаеше дека кога се формираше таа државна изборна комисија, тие независни се као под закрила на американскиот амбасадор кој што во тоа време имаше активно учество во преговорите. Тоа сите го знаеме. И дека тие луѓе треба независно, односно не полагаат сметка на ниедна политичка партија. Напротив, ние видовме дека и Чичаковски, и тој прекопуца, дори по-агресивно се бореа околу тоа да направат некоја спорна изборна единица, каде што, пази исто за јавноста да и биде јасно, ние говориме сега, еве оваа спорна што е, за еден глас. Не може за еден глас да се поништува цела избирачко место, ако цел избирачки одбор, сите луѓе тврдат дека таму немало никакви нерегуларности. Ние сега, Кочан бил, не бил Кочан, ливчето било скинато, не било ливчето скинато, 5 дена не замара за нешто што било кој. Дали јас и ти сме членови на Државна изборна комисија, камерманиве сега да беа таму. Не требало да го прекинат гласањето ако било Така, не да ги малтретираат луѓе. чисти беа работине. И од тука јас и предпоставувам дека потикнат од тоа и господинот Груевски и ВМРО ДПМН, кога видоа дека при очи овие не прават слепи и сакаат да ги украдат изборите, значи она што го правеле како инженеринг и предходно, пред изборите, за време на изборите, да го доиспеглаат после изборите, излегува ВМРО ДПМН и јасно кажа дека дечки ножот е во коска и од ова повлекување назад нема. Ако вие донесете таква одлука, ние таа одлука нема да нити да ја почитуваме, односно одлука да ги ја почитуваме, но ние веќе во вашата игра не играме. Изборите се тие, резултатите се тие. 2 мандати има ВМРО ДПМН повеќе, многу малку од моите очекувања, но предпоставувам па многу малку и за СДСМ. Тоа е избори, тоа е демократија и ние ако 2,5 години говориме за демократија, ова беше на 11 декември врвот на еден демократски чин. Сега Зоран Заев со непризнавање на овие резултати го плука и уринира на таа демократија и на сите луѓе кои што излегува не само за ВМРО што гласа, сите останати луѓе. СДСМ е партијата сега која што ја оспорува нивната изборна волја. Го начина прашањето за прогласот на ВМРО ДПМН кој беше соопштен кога веќе беше јасно какви ќе бидат одлуките на Државната изборна комисија. Го спомена и прашањето за можното влијание на амбасадорите, тоа беше едно од точките во тој проглас. Се согласуваш ли дека странците се мешаат во државата, најдева на различни толкувања и реакции во јавноста? Гоце, види, значи мислам дека амбасадорот по службена должност е човекот кој што треба да ги представува политиките, да ги представува културата, државата која што ја застапува и да се обидува во контакт кој што му е возможен ради неговиот статус со представници политички во државата и разноразни општествени други работници, па и не мора, значи нека се менаџери било што, да ги зближува тие две земји. И тоа да го прави на општо задоволство. Значи луѓето кога го гледаат тоа да речат браво. Ние имаме ситуација, Гоце, во неколку примери ќе ти дадам. Крајно зовриени моменти политички, во кои што СЈО излегува на пресконференција и ја нарекува ВМРО ДПМН дека е злосторничко здружување, дека извршниот комитет не знам што бил. Реагира ВМРО ДПМН, излегува на пресконференции, медиуми реагираат. На веќе нареднината пресконференција на СЈО, ти ги гледаш наредени таму 4-5 амбасадори, селфи си прават со обвинителкиве, насмеани обвинителкиве. На што личи тоа, Гоце? Значи, тој човек јасно завзема страна во таа ситуација. Имаш друг пример. Мост. Кој е бе тој Дарко Алексов, човече? Тој е некоја невладена организација која што се има изнапунето пари, зимајки од не знам какви ти не фондови, од какви ти не све институции, од амбасади и наводно наблюдува. Тоа
има докази и докази, луѓе што излегувале, кои што биле контролори во неговата мост, дека сите дојден се членови на СДСМ. Прифатено во ред. Но, при тоа, тој Дарко Алексов се најде за толку повикан експерт, па ги оспоруваше, нели, одлагавме 2 пати избори, ние имавме во април, во јуни. Не знам дали за априлските кога беше нешто поактивен во тој период. Контрола кај него влегла, имал некои плаќања на експерти од Пакистан, од Палестина, од не знам ти какви ти не, стварно чудни земји. Што човек од каде што тука во Македонија. Истиот тој Дарко Алексов, значи големиот лик, излегува наредниот ден гоце на пресконференција, Бейли, Гарет, Марет, 5-6 амбасадори застанати онака као бадигардови. Што е тоа, гоце? А јас не го гледам непристрасен тој Дарко Алексов. Тоа е мое право јас да имам мое видување. Добро, Пантов, се навикавме некако да се мешаат амбасадорите во нашите внатрешни работи. Сега претпоставувам дека е тешко да се стави крај туку така без да има последици. Дали може да има државата последици да биде евентуално изолирана или не знам на некаков начин да биде осудена од сега доаѓаме еве за да не должам околу нив. Имаме ваква ситуација, Гоце. Да, американските граѓани избра председател и сега не се вика председател на Соединетите американски држави, него избран председател на Соединетите американски држави. Пред 2 недели и јас и ти, а и Заев и Бейли предпоставувам ја имаа гледано пресконференцијата на Доналд Трамп во која што човекот следново го кажа дека Соединетите американски држави и нивната надворешна политика ќе прават се да развиваат пријателски односи со другите држави, нивните фондови, USAID, било што кај што донираат, тоа да го чувствуваат сите граѓани, да не е тоа стрикно кон одредени медиуми, кон одредени за нив граѓански и невладени организации, кои што не се ама не се непристрасни, и дека амбасадорите тоа им е должност. Претпоставувам дека нашиот ни амбасадор таа пресконференција нема видено, дека тој и понатака при очи на сите нас се меша и врши влијание во работењето на одредени институции, самото гласање на Чичаковски, Гоце, тие гласање на Бейли. Негов експерт е тој, негов независен е. И ние очекувавме дека како пријателска земја, како дипломат, дека тој ќе влијае врз него, ќе му каже човече како по право работи и по закон, а не да тераш политики. Ако се неговите политики такви, да прави сега, пошто неговото гласање на тој Чичаковски, на тој прекопуца, сега ние имаме управен суд, чекаме, па не знам што, повторно ќе речем нешто кое што до сега требаше да биде официализирано, без разлика на малата разлика на изборните гласови. Тоа, јас ако го кажам е едно, должен е човекот кој што има мандат од граѓаните, има добиено сега 455.000 гласови господинот Никола Груевски, во име на тие граѓани, да му каже, човече, доста е, остави не, значи ние си имаме доволно политички проблеми, ако можеш да помогнеш, помогни, ама не одмагај. Не ставај сега, затоа што сепак ние исто кога се прозива тој човек, па нема ништо ново јас да откријам, Гоце, дека сите политички албански лидери до еден имаат излезено јавно пред камери и рекле како ќе каже американската амбасада, ние така ќе направиме. Знаеме како беа одложени изборите за 5 јуни. Значи, но па тука доаѓаме до клучното прашање. И тука неговата одговорност не може да се амнестира, да се прави сега, ја нисам одавде. Како не си одавде? Ти си човече тој кој што овие политички лидери велат дека на твоја команда действуваат. Ако ти сега значи дигне рачна кочница, може Македонија повторно да ја, иако јасни се позициите, 51 пратеник има ВМРО, 10 има ДУИ и претходно коалицирале, настанале нови состојби, ке ги изразговараат. Имаат начин, значи нивните политички водства и на едниот субјекти и на другиот, имаат контакти, можат да ги договорат. Нема во Македонија некои такви непремостливи разлики, за да тоа не може. Но може ако добијат команда, односно ако направи се ценетиот ни амбасадор да ја стопира таа коалиција, тоа може да го направи. Очекуваш да
Јас престане, очекувам денеска дека имаше не. средба со Алиев Јас Метеи, со очекувам, Заев. јас искрено ти кажувам дека Очигледно дека, да, верувам формирањето дека на тој е владата совесен зависи. човек, дека ги следи тековите во неговата земја. Па ќе ти кажам, тоа не е моја желба сега да не се мешам. Тоа е желба на неговиот работодавач. Значи, него го назначува председателот Доналд Трамп. Не го назначува нити Гоце, нити Александар. Тој излегува и работи контра неговите официјални политики, кои што ново избраниот председател ги декларира. Добро, останува да видиме како ќе се развива оваа работа со формирањето на владата. Споменати во тој проглас на ВМРО ДПМН и за одредени невладини организации. Паметам јас, имаше тие едно обраќање на тие собири на ГДОМ во кој повика да се забрани Сорос, тоаш беше жестоко напнат. Сега таа позиција стана и партиска позиција на ВМРО ДПМН. Еве, и ке доаѓам до Сорос, мене ми е омилена тема, но какво е тоа право, Гоце, кој тоа ги дели на кои се граѓански, кои се неграѓански движења во Република Македонија? Јас колку што знам, многу граѓански движења и организации се финансирани од Европската Унија. И ние како граѓанско движење за одбрана на Македонија исто гледаме кон Европска Унија. Еднаш не имаа повикано. Заради тоа што тие граѓански и невладени организации кои што се финансирани од нив, не мал дел, или од амбасади кои што се членови на Европска Унија, се побунија, немаше представник од ДОМ. Дали сум ја или некој друг, не е важно. За каква политика ние говориме тука? А на собирите на ДОМ, нити тебе, нити на тие амбасадори, нити на бившиот Орбан, не како се викаше Орав, сега нити наш Богар не треба, нека праша таму стафот, ќе му одговорат колку луѓе собирал ДОМ, дали е релевантно граѓанско движење и дали треба да биде кога ќе разговарат за некои закони, за некои уредби кои што се кон Европската Унија, како што ги повикува другите, дали не треба да има представник од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Тој сектор, Гоце, во Македонија е парампарче. Никогаш Хан не ме повикал на тие средби, Хан обично кога доаѓа ги повикува сите. Не. Па не затоа што овие уценуваат, а тие си се нивни. И пази сега, јас ги плаќам тие 10, 15, 20, 30 организации, и јас си ги повикувам и сите тие климаат со глава таму. Што е тоа? И тоа е као одобрено од тој граѓански сектор, македонски граѓански сектор. Сите тие до еден, значи мора да се организира, да се регулира како се финансираат, Гоце. Си одделот на медиуми, си новинар. И ти знаеш дека постојат новинари кои што се закачени и као бебчиња си се таму од таму си цицаат. Дали е тоа Сорос, дали се тоа некои амбасади, дали се тоа не знам какви не фондации, и тие се како главни, како експерти, тие се како независни, тие се а тие сите до еден, Гоце, се под цврста диригентска или цврсто поврзани со СДСМ. Таков фер. Целта е за развој на демократијата, така се представува. Но мора да има правила, Гоце. Не може да се развива само и само едната страна видување на демократијата. Ја повторно ова со ДОМ не ти го посочувам дека јас барам да го финансира ДОМ. Скраја. Добро, да ви се слуша гласот, тоа е. Не те ни слушаат, да Гоце. така. А они као за нешто многу слободари, они као многу отворен ум имаат. Не можат од еден човек да издржат. 40 беа поканети тогаш, еден што треба различно да го слушнат, а и они, него еу дипломативе, на што личи тоа? Сега, јас пак ќе ти повторам. Тоа мора во Македонија да биде регулирано. Јас не велам дека не треба да бидат, и дека не може да има странски фондации, дека странски пари кои што се донираат за проекти, не треба да ги има, нека ги има, но како што се регулирани во нивните земји, дај да ги регулираме кај нас. Ова сега е чиста корупција, јас најодговорно тврдам, да, сето тоа си е легално, со данок платено, со ова, со она, но тоа е подплаќање. Ако јас имам буџет од 5 милиони евра во држава колку што е Македонија, на овој пазар, тоа се многу пари, а не се само 5 милиони евра на Сорос, Гоце. Тука имаш разноразни други фондации, разноразни амбасади кои што сето тоа, и овие другиве се фалат со тоа, Гоце. Мене швајцарска амбасада ме финансира, мене холандска амбасада ме финансира. Во ред,
Но дај тоа да се види зашто тебе те финансира. Затоа што по правило во Република Македонија тие луѓе се тврдо на линија на СДСМ. Без разлика, ние ги памтиме и кога биле на власт. Еве демек тие секогаш биле да критикуваат. Не е точно. Кога бил СДСМ на власт, тие биле провладени. Истите тие луѓе. Или немал дел, па ќе влезат во дел на портпароли, ќе станат, па ќе излезат од влада, па независни. Значи, тоа не може така да функционира, затоа што медиумите се многу моќна алатка. Тие се... Да, исто и невладините креираат јавно Така мислење. е, Да. тие креираат јавно мислење и сега ти човек кога ќе го види тој од невладен сектор, експерт за не знам ти што, очекува дека е вистински тој човек, независен човек. А тоа не е така во Македонија. Пандов, уште за една работа сакам да поразговараме, а произлезе од овој проглас, тоа е неприфаќањето на ВМРО-ДПМН веќе да учествува во некои нестандардни формати на разговори и преговори. Во ова препознав јас нешто слично на Пришинскиот договор. Ние знаеме дека уште од рамковниот од 2001 година на некаков начин дебатата и договорите меѓу партиите се извлекува од собранието и од сите институции и се решава во клубот на пратениците, седнуваат лидерите и се договараат со посредство на странците. Мислиш ли дека може ВМРО-ДПМН да обстои на овој став и да не учествува повеќе во вакви формати на разговори и преговори со оглед на тоа што кризата продолжува и понатаму сме во тешка ситуација и прашање дали ќе се состави влада на таков лесен начин или ќе оди тоа особено тешко, бидејќи Груевски му порача на Заев дека нема да дозволи тој да формира влада. Знаеме дека клучот е кај албанските партии. Гоце, работите се последен тек. Сега со денови, дали денеска или утре ќе одлучи управниот суд. Но ќе одлучи управниот суд. Државната изборна комисија треба да ги официализира мандатите кои што ги добиле политичките партии. Во Република Македонија 51 пратеник има ВМРО, 10 има ДУИ. Нити Никола Груевски, нити Али Ахмети, не се некои нови ликови на македонската политичка сцена, па дали ќе знаат да разговараат. Има ли такви отворени прашања во Република Македонија, кои што они сега во моментот, кои што се горливи, а кои што они двајца не би можеле да седнат и да ги договорат во некоја одредена динамика дека треба да се реализираат. Сега да имавме некој од тие невладини, така да кажам, ке кажеше, прибе, не знам, вакви реформи, онакви реформи. Добро, во ред. И ВМРО, и ДУИ се проевропски партии, се за влез во Европска Унија, се за влез пред се во НАТО. Што треба, ако треба да се донесат закони, поготово ако се со такви еу звездички, предпоставам дека и опозицијата ќе гласа. Во што е проблемот да се создаде влада? Од друга страна, Гоце, ако некој е губитник на овие избори, ако на некого му направи штета Зоран Заев, резултатски гледано, тоа не е секако ВМРО. ВМРО ги има истите безмалку резултати и од минатите, од 2011 мислам дека и 10-20 илјади и повеќе. Но, оној кој што изгуби многу, тоа се ДУИ, а ја би рекол пред се албанските гласачи. Пази, ние на сцена сега го имаме новиот Рахман Морина. Зекири она што им го направи на албанците. Пази, 7 пратеници сега они имаат помалку во парламентот. На кого сега мене, пази, 7 нивни пратеници, кои што на овој или на оној начин се бореле, сите биле тие албанци во претходниот состав, и се бореле за албански интереси. Сега во ваква ситуација, пази, ние мислам дека во наредниот период, јас ова што го говорам, а и што други луѓе го говорат, пред се политичката партија ВМРО, а тоа е дека ние сме жртви на изборен инженеринг. Не можам да тврдам, но имам сознанија дека на немал број места, а она и делови излегоа, зборувам за Куманово, за Струмица, во Кочани, мислам дека и на други места, се фатени луѓе како потплатуваат во социјално слаби средини. Негдека е тоа правено со материјални добра, негдека е со кеш правено. Но најмногу е правено кај албанците. Значи, пази, во Липково победи Зоран Заев. Со што? Со двојазичноста, Гоце. Што им понуди на луѓето?
која перспектива им понуди во Шипковица да го гласаат, во Рачиново, во Студеничани да го гласаат. И во ред други места каде што се гледа дека се правени работи секакви, но не дека од убавиот збор на Зоран Заев ги дале тие гласови. Повторно ќе ти кажам, доаѓам до коалицијата, дуи мислам дека е во ситуација екзистенционална, да се донесе сега во ситуација да им ја даде власта на другите албански политички партии, не сум уверен дуи дека нека има резултат некој на наредните избори, но тоа ќе биде пред заминување. Дуи и Али Ахмети имаат ова, мислам дека им е реално последна шанса да се свртат кон своите гласачи и реално да покажат резултати. Со каков тим, со предпоставам таму и кадровски некои работи треба Ахмети да превземе, затоа што дозволил на негов терен Зоран Заев да го тепа. Он нема начин како другачи да се врати во игра, освен сега повторно да влезе во влада со ВМРО ДПМН. Останува да почекаме како ќе се изјасни управниот суд по тие тужби што ги поднесува СДСМ и ВМРО ДПМН, да видиме дали изборите конечно завршија во Македонија, да се конституира собранието. Јас се надам. надам. Да видиме како ќе бидат сите овие комбинаторики. Мислам дека денес или утре мислам дека и утре ќе заседаваат. Да, и утре до дека помош. тоа ќе биде официјално И дека ние реално после утрешниот ден ќе зборуваме за комбинаторики и повторно ќе кажам. Еве утре нека е. Зоран Заев е должен да излезе и да честита победа на Никола Груевски. Изборна победа. Тоа не значи дека изборил влада дека добил господинот Груевски. Господинот Груевски треба да покаже умешност и тој да биде човекот кој што ќе состави влада. Никој не му го одзема правото во наредниот период Зоран Заев да се обиде истото тоа да го прави. Па он да биде тој кој што ќе пријави на Ѓорги Иванов, јас имам, односно на Трајко Велјановски, јас имам состав од 69, 65 пратеника. Не е важно, 61 нека се. Но јас го имам тој состав. Кој ќе биде повеш во таа трка, пошто близко се сепак 51 и 49, не менува нешто многу. Кој ќе биде повешт политичар, односно кој има подобра понуда и за граѓаните и за да може таа партија која што ќе коалицира да има гаранција дека реално пред нивните гласачи ќе покажат резултати. Најважно е да се признаат резултатите од сите, тоа е првиот предуслов и за почеток на крајот на оваа политичка криза. Пандов, ти благодарам што беше мој гост. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Во продолжение следуваат информациите од светот со Исо Мухич, кој е на својата позиција. Исо, во ова одјава, што се случи со информацијата за Турција? Има ли некои нови моменти? Според најновите информации кои еве се уште не се потврдени, рускиот амбасадор кој беше цел на оружен напад, Андреј Карлов, починал во тек на изложбата посветена на Русија во Анкара. Ова го пренесуваат одделни светски медиуми, но велам се уште не е потврдена оваа вест. Мотивот на напаѓачот е непознат, но е наведено дека тој извикал ова е за Алепо, а турските медиуми јавија и дека уште тројца луѓе се повредени во нападот на амбасадорот. Ти благодарам, Исо, за оваа информација. Секако